За помалку од 24 часа обединети и сплотени за спасување на човечки живот. Ентузијасти кои неуморно работат, добро познати хуманисти кои во најтешкото знаат да помогнат. Целта на македонската платформа за донации и подршка е единствена. Сите заедно да спасиме живот, бидејќи животот нема цена. Самата ИКРАУД платформа или ИКРАУД фондација во иднина здравје Боже е еден тип на организација каде што луѓето, односно луѓето кои што имаат своји организации, можат до пред некое време и се уште можат да аплицираат со своји организации, своји проекти кои што сакаат да ги финансираат, меѓутоа да ги финансираат од луѓе кои што се хумани, кои што сакаат да донираат. Ние како медицински одбор се вклучивме во оној дел на медицински проблематики и основавме посебна организација наречена ИКРАУД Медикал, која што е подорганизација на веќе постоечката и само единствено што направивме го актуализиравме ИКРАУД како платформа. Го актуализиравме од аспект на тоа што збориме за хуманитарни акции, збориме за нешто што е навистина секогаш доста актуелно за нашите граѓани. Во принцип тие се секогаш тука кога станува збор за хумани акции. За 2 до 3 недели постигнавме нешто што во принцип не се случило во Македонија. Сме пионери во делот на донирањето и во медицинскиот краудфандинг и се надевам ова ќе продолжи понатака. Се донира не само за дечиња, се донира и за повозрасни. За жал, никако се навикнавме самите ние како луѓе да донираме за да им помогнеме на овие категории на граѓани. Мене ми е жал што се повеќе гледаме различни типови на донацијски потреби на луѓе кои што имаат различни здравствени проблеми и сето тоа е нешто кое што во принцип се трудиме да го осознаеме, да го видиме, да го помогнеме. Токму и тука се јави таа потреба за ИКРАУД Медикал, односно за наше комплетно вклучување во делот на донирањето. Како тоа го правиме и како тоа го направивме, во принцип ИКРАУД Медикал е платформа каде што луѓето аплицираат и луѓето од наша страна добиваат пас за отварање на одредена кампања. Потребата е без разлика на годината, болеста не познава граници, болеста не познава пол, години и слично и заради тоа се трудиме да помогнеме секаде каде што можеме. Апликации има многу, меѓутоа одиме на еден аспект на триажа, ние во медицина велиме, односно да направиме некаков тип на разлика кој е поитено. Иако е малце неблагодарна таа работа, сепак се обидуваме да даеме итнос, особено на случај како Искра непосредно што беше пред некое кратко време, каде што успеавме за буквално помалку од 12 часа да собереме нешто над 6.000 денара кои што беа потребни за да го покрие оној респиратор што е потребен за живот. Ова е тим кој што работи одамна заедно, освен вас, доктор Ненад Лазаров, ќе ги споменете и вие другите кои што сакаат да се вклучат за да помогнат на сите луѓе. Па да, не сме само јас и Ненад Лазаров, иако ние сме тие кои што најчесто се појавуваме во медиуми, не се срамежливи и другите, ќе дојде ситуација каде што ќе ги видите сите. Морам да го споменам Лјупчо Петровски, кој што е основоположник и човек кој што ја почна оваа ИКРАУД фондација, кој што сака да ја донесе до едно ниво на високо ниво на филантропија, кој што се надевам навистина ќе успееме во некоја иднина. Постојат и други во позадина, Рената, Елена, Бојана, Михаел, тоа се луѓе кои што по имиња ги кажувам, луѓето не ги познаваат, ќе ги запознаат, се луѓе кои што овозможуваат да ИКРАУД како фондација, повторно кажувам фондација, веројатно таа идеја ми е нешто што во иднина ќе дојде, како организација е нешто кое што безпрекорно функционира благодарение на сите тие луѓе во позадина и мислам дека на вистина ќе имаме безпрекорно функционирање во иднина и секако како ќе иде време така ќе имаме потреба од нови членови, нови луѓе и морам да кажам луѓето несебично се трудат да ни помогнат и да се јават да буквално пробоно ни помогнат во организирањето. Кажувате и вие луѓето бараат помош, меѓутоа верувам дека често знаат и за злоупотребата. Злоупотребите се многу чести, затоа не бевме до крај свесни со оглед на тоа што сме нови во делот на донирањето, иако и ние лично сме организирале различни донаторски акции, но не од овој обем. И навистина се изненадени од тоа како многу луѓе бескрупулозно имаат срце и душа да некого го измамат и особено кога станува збор за болно лице и со тие пари нормално да функционираат во иднина. Ние сме тука најтранспарентни и јасно и гласно се поставивме како еден зид помеѓу таквите измамници и луѓето кои што имаат потреба, се со цел да им дадеме една сигурност и ветер во грбот на луѓето кои што имаат потреба од донации, да едноставно им ветиме транспарентност, им ветиме сигурен трансфер на финансиите и на крајот денот да им дадеме можност да бидат сигурни дека финансиите кои што им се потребни ќе пристигнат, ќе првично ќе бидат собрани, а второ ќе пристигнат на нивната сметка. Како народ сакаме и знаеме да помогнеме, продолжувате ли со истата мисија понатаму, уште поохрабрени од сето ова што се случува зад вас?
Паролата ни е не сте повеќе сами и таа парола ќе гласи од сега па се додека постои организацијата. Може само ќе додаваме други пароли, нема да остане само оваа. Во знак на самата парола апсолутно ќе одиме до онаа можност до која што сме да продолжиме и нема да дозволиме да оваа акција, односно оваа организација престане со работа. Потребата е на вистина голема. Луѓето препознаваат транспарентност, препознаваат едноставно луѓе кои што нешто оставиле белег тука и со мое лично име и во име на нашите колеги, сите оние кои што сме во позадина, можам да гарантирам дека она кое што до сега го правевме ќе продолжи во иднина и сите луѓе кои што имаат потреба да се обратат, ќе се обидеме во најбрз можеме да помогнеме. И ги покануваме секако сите граѓани да донираат, затоа што нели тоа е сепак најголем хуман чин да помогнеме на некој. Па мислам дека не постои поголем хуман чин од тоа да во одреден сегмент она што ние го имаме да го предадеме на некој кој што го нема и со самото тоа да спасиме човечки живот. Верувајте, 100 денари се најчесто донираната сума и тоа рачунајте дека се луѓе кои што најмалку е тоа најверојатно задниот денар кој што го имале во текот на денот, така да апелирам до граѓаните да ја разбудат својата хуманост, едноставно тој чин на хуманитарни акции и сето тоа што го правиме го поддржат заради тоа што верувајте нема нешто поблагодарно од тоа да помогнете на некој човек. Платформата успеа да го обедини народот, покажа дека преку социјалните мрежи се донира и помага на најбрз можен начин. Честа припаѓа на докторите што пред се се луѓе, големи хуманисти и спасувачи на човечки животи.